следите новото издание на подкастот Сана на ти. Денеска имаме една гостинка која што е исклучително млада, меѓутоа исклучително успешна. Според моите критериуми, а верувајте дека се високи, една од најдобрите вокали во Македонија кој што воопшто се појавил, исклучително прецизна во тонот, боја на глас како инструмент, непогрешива. Антонија Гиговска, добре дојде во Слободен печат. Каква најава, ти благодарам многу. Одамна не сум имала волку убава најава. Ти благодарам што одвои време. Покани, и навистина ми е исклучително драго да разговарам со тебе, затоа што те пратам и те следам од кога почна, кога беше мало девојче и се восхитував на вистина како може да излегува таков моќен вокал, толку точно, интонацијски, без грешка. Значи, еден од ретките вокали кои што во секое време и во секоја прилика и на секој настап безгрешно настапува. Браво. Фала ти многу. Имало грешка, не е дека немало. Добро, сега, да. Јас си слушам се и сум онака доста самокритична и секогаш знам дека може подобро и оние настапи кои што сум ги имала конкретно на Пинкови звездички тој период, точно знам каде сум можела да дадам повеќе, можеби некаде сум била и болна, не сум можела да се дадам комплетно онака некоја песна повеќе, да кажам барала, па не сум можела да ја дадам и ми било криво во тој момент, меѓутоа сега сваќам дека едноставно така требало да биде, како и се во животот. Да. Така си. Ама тоа е одличен старт. Ги спомна Пинкови звездички. Веројатно Од кога беше тоа? Леле. Одамна. Пред 10 години. Пред 10 години, значи тогаш си имала само 14 години. Тоа е навистина многу млада возраст, ама од овој аспект која ќе се подсетиш на тој период, беше искуство кое што те плашеше на моменти? Онака да ти создава неизвестност дали ќе успеам, дали ќе биде, да не? Сигурна беше и тоа што си браво. Бев сигурна. Јас сум онака човек што нема трема, не сум срамежлива. И тогаш некако немав трема, в некоја позитивно, знаеш, адреналин на почетокот. Нормално, пред да излезеш на сцена, меѓутоа никогаш не сум го имала оној страв да се тресам или не знам, било што такво. Никогаш не сум имала страв, меѓутоа знаев во што влегувам и знаев дека ако добро се представам дека публиката ќе го препознае она што јас го имам во себе и тоа ми беше некако голема отскочна таска реално. Пинкови звездички ми беше онака доста сериозно искуство во тој период. И некако тука ме запозна пошироката јавност и сите дознаа некако за мене, поготово со онаа прва изведба Наврати ми го сонцето од Александра Јанова. Тука се деси тој бум. Да, тоа се случи тој бум. Знаеш што, во однос на изведбата, многу е тешко дете да донесе песна на возрастен изведувач, да не е детска песна, нели? Да ја донесе на начин на кој што ти ги носеше песните. Зошто го велам тоа? Затоа што треба искуство во однос на чувството на текстот, на мелодијата, а ти ги носеше како возрастна. Некој ти има ли учено да пееш? Како отиде? Само указ скроз? Некој ти бар насоки имаш или некако? Јас во тој период работев со Ана Костова. Таа ми беше професор и учевме техника на пеење во тој период. Уште од самите почетоци, оној прв настап на МРТ за недобрите, кога настапив со хорот на МТВ, тогаш требаше да одберат кој ќе оди на Евровизија. За жал мене не ме одбра. Беше Барбара Поповиќ, моја драга пријателка, сакам да ја поздравам, и моја драга колешка, која што исто така гази и е перфектна во оно што го работи. Да ти кажам искрено, онака многу случајно излезе Пинкови звездички, многу непланирано и неочекувано, затоа што првично бев пријавена на Никад не е касно. Тоа беше една аудиција на која што се појавив за Никад не е касно, на која што сите беа воодушевени, Саша Поповиќ ме пофали и онака ја остави цела песна до крај да отпеам. Можеби на никој не ја оставил цела песна до крај да отпее на аудицијата, меѓутоа после тоа бев на еден фестивал во Мрконич град во Босна, на кој што во жири беше еден од главните продуценти на Пинк во тоа време.
оној кој што беше одговорен за, не знам, за сите деца таму во карантин, додека се спремаме пред настап, да ги среди матриците, да повежба со нас, да ги повежба песните пред настап и слично. Добив гран при, прва награда на тој фестивал и тој на страна не повика и мене и моите родители. Морам да ги спомнам моите родители кои што од сам старт никогаш не ме оставиле, не ме напуштиле, буквално се од сам старт со мене и ми даваат онака многу голема поддршка и ми се многу голем грб и оние кои што буквално за секоја песна сум се консултирала со нив, затоа што и тие се музичари, потекнувам од музичка фамилија, татко ми свирал хармоника, мајка ми игрорка, чичко ми, баба ми пеела, така што ние сме сите некако... Само јас не сум знала дека знам да пеам. Тоа е не знаеш тоа е феномен. Како? Да. Кога откри уствари дека знаеш да пееш? Во градинка ме откриле дека знам да пеам и ме пратија на поточиња, аудиција. Но кога стигнав таму на аудицијата, рекоа ајде родителите да излезат надвор, мајките да излезат надвор, само децата да останат. И тука јас, пошто бев во тој период многу приврзана со мајка ми, се распак. Мајка ми имаше некоја многу тешка болест, меѓутоа фала му на Бога излезе се како што треба. Бев многу приврзана со мајка ми и не сакав да сум со нејзе едноставно, така што почнав да плачам и ништо не беше од аудицијата, да, во тој период. Тоа беше еден така безуспешен потек и онака старт за да почнам со мојата музичка кариера, меѓутоа некако потом си се наместија работите. Подоцна, дури на 11 години дознав дека јас знам да пеам. Значи не се оние типични приказни уште од 2 години ја. Не. Секогаш сум била она девојче која што кога ќе пуштиш музика, игра, пее нешто, дури имам и клипови од мои роднини кои што сме биле нели во друштво на одмор или било каде. Секогаш сум била она девојче што е онака врцкаво, сака да игра, да пее, меѓутоа не сум знаела дека ќе бидам пејачка. На страна од тоа дека сум била свесна за нештото. А што сакаше да бидеш кога беше мала? Па што знам, можеби нешто учителка, но сакав онака најчести игри со другарките не беа учителки, си редавме мечења, па и нешто книги, па им предаваме. Тоа беше една најчеста игра, така да не знам, можеби учителка, што знам. Добро, тоа е веројатно желба на сите девојчиња, барем бе еден период од детството. Да. Тоа е желбата, учителка, не знам зошто, ама ете, тоа ни е на сите девојчиња, така не било некоја желба детство. Да се навратиме на Пинкови звездички на аудицијата, дека ја затиравме темата од друг правец. Ако нема врска, нема врска. Отидов без аудиција, ме примија без аудиција и онака буквално веднаш се појавив на она прво лайв представување на некој начин. И не сум добила онака сите настапи ми беа со 5 тастери, со 5 да. Не сум имала бараш до сега. Никогаш. Никогаш, да. Нема, тоа беше воодушевување и коментарите и навистина тоа се искрени реакции, навистина така оставаше без диф, онака слушаш и не ти се верува дека од такво мало девојче излегува такво гласиште. Беше убаво искуство стварно и запознав и нели многу веќе ми се колеги. Гоца Тржан, Хари Матахари настапувавме заедно, ме покани на настап кој што го имаше тука во Македонија, настапив со него, ми онака баш од сам старт Хари беше некако многу слаб на мене. Милан Станковиќ, се уште сме во контакт со Јелена Томашевиќ, исто Леонтина, така да баш онака како за едно дете многу искуство и многу убави спомени. Дефинитивно многу пријателства кои што ми останаат ден денес. Така. И сега од овој аспект кога си размислуваш на тоа, тогаш се чувствуваше посебно? Го имаше она чувство, затоа што не секогаш, особено кога си дете, знаеш да ги разграничиш тие работи како ја го имам тоа што треба, или и случајно сум тука. Значи, го чувствуваше дека го имаш тоа? Го чувствував, да, но никогаш не дозволив, дури моите родители никогаш не дозволија славата да ме удри во глава, затоа што да бидеме реални, таа сезона во која јас настапував и останатите што беа со мене од Македонија беше најгледана. Дефинитивно и се крена многу голема фама околу Пинкови звездички во тој период, но не дозволив никогаш да онака да се замислам нешто дека сум посебно.
секогаш гледав да сум онака на земја и едноставно да не престанам да работам, да не престанам да снимам песни. Веднаш после Пинкови звездички и супер финалето и завршувањето на шоуто, јас почнав да снимам песни, да работам во студио со Лазар Цветковски, кој што ден денес работиме и ми е дефинитивно најголема поддршка, ми е веќе како брат и фамилија. Така да мислам дека треба да си свесен за оно што го поседуваш, меѓутоа никогаш да не дозволиш тоа да те однесе, да те залута на некој пат. Да стоиш цврсто на земја и ти тоа го правиш добро. Одлично. Се трудам. Да, уште една работа која што е многу важна, која што веројатно и си ја слушнала и од сите тие таму професионалци кои што се во жири и оценуваат, уште една работа која што е многу важна за еден изведувач е тоа да изгледа добро. Колку и да не сакаме да го признаеме тоа, значи ти се занимаваш и со покрај аудио и визуелно. Значи луѓето треба да видат нешто убаво покрај тоа што треба да чујат. Се слагам. Во потполност со тебе. Така, ти тоа го имаш, фала Богу. Сега, има една работа која што веројатно женскиот дел од публиката ќе интересира, едно време се мачеше со некој вишок килограми. Веројатно сите ќе ги интересира како успеа да се донесеш уваква совршена линија. Па, како успеав? Со нејадење, се шалам. Јадев 5 пати на ден, меѓутоа за цела среќа запознав една многу драга особа, која се вика Клудија и е македонка, меѓутоа живее во Шпанија. И не знам како не спои, кој не спои, не се ни сеќавам. Мислам дека Јелена Спенџарска не спои, да ја поздравам, Јелена. Таа некако ми го промени животот, некако размислувањето за начинот на живот и како од тука па натака, од како ослабев, треба да си го водам својот живот, начинот на живот. Некако тоа ми стана си го врежа во глава дека едноставно тоа мора да е така и дека морам да се откажам од многу работи, а сум искрено многу голем љубител на храна и сакам да си каснам, поготоа лепче, тесто, пица, макарони, тоа ми е слабост и кашкавалче исто. Сакам ептено онака да сакам да си каснам едноставно, обожавам храна и уживам во тоа. Меѓутоа си стави во глава дека мора да се стави крај на тоа и дека веќе немав каде да одам, стварно се поправив некои 36, скоро 40 килограми. Дали? Да. Во тој период не ми изгледаше многу, меѓутоа дојде момент кога се погледна во огледало и сватив дека е многу и дека веќе онака не си бев препознатлива сама на себе и некако што знам, мислам дека секој еден артист или не е важно, личност која што е пред камера и која што се занимава со јавна професија, мислам дека мора да изгледа добро. Едноставно е важно за секој артист, според мене, тоа е моје лично мислење, да има и слика и тон. Така. И не е само добро да пееш, мораш и добро да изгледаш. Тоа е некое мое правило и затоа веќе 10 години, скоро 10 години работам со тим кој што искрено е тука со мене од сам старт и некако не само што ми изгради како личност, ми го изгради и стилот. Морам да ја поздравам Викторија Бурсак, мојата стилистка, која што и во тој период кога имав плюс 40 килограми многу добро се снајде со мене и некако луѓето па не беше ти толку дебела, знаеш, не изгледаше така, меѓутоа таа многу добро го криеше тоа се. Да. Се беа некои оверсайз парчиња кои што прекриваа све, меѓутоа тоа не беше она на кое што требаше да се надевам дека ќе прекриеме нешто, ќе изгледам добро пак на камера, ама тоа на камера се познава се. На камера се чувство, да. Па ако ние жените не се чувствуваме женствени и не се чувствуваме дека не знам, јас си сега 5 килограми да ставам плюс на мене или 3 килограми или не знам, ја ги осеќам вишок. Да. Мене ми сметаат. Едноставно сум се навикнала на некоја како комфорт зона сега, некако ми се тие
too much, а замисли 40 плюс што биле. Да. Така Ма знаеш кога ќе тргнеш се навикнуваш на тие килограми, до моментот баш како што викаш, онака доаѓа доста е. Јас ослабев многу, јас ослабев 36 килограми, имав некои 47 кила и тоа ми беше релативно малку. Да. Не се чувствував дека знам да ги носам тие 47, не изгледав добро со 47. Започнав со тренер и веќе 4 години тренирам активно со тренер и сега сум онака да кажам, не сум во топ форма, меѓутоа ја оддржувам, знам и јас да си каснам па нешто, дефинитивно, поготоа кога сум во PMS, тоа е, можам цел фрижидер да го изедам. Ма некогаш мораш да си даеш оддишка, некогаш мора да си даеш слободни денови. Мораш, меѓутоа сум си ставила во глава дека едноставно тоа е начинот на живот кој што јас треба да го водам и многу ми е полесно кога знам дека ќе отидам да одберам нешто за настап и знам дека буквално секој ми стои добро. Да. Тоа е многу. Тоа е олеснување. Да, олеснителна околност, скроз нека. Можеш да си избереш што сакаш, секој ти стои добро. Да. Одлично. Сега, ајде малку да позборуваме за приватниот дел од животот, а тоа е дека на 20... Што не знаат веќе, све знаат. Се знаат, нека знаат, ако ние ќе им дадеме еден друг пристап на тоа. На 22 години стана мајка. Ако можеш да си го вратиш времето, би го направила повторно тој чекор? Да. Да? Да. Не ти веруваш во тоа дека убаво да се биде млада мајка? Млада мајка и онака буквално на секоја една жена која што ќе ја сретнам или девојка или другарка во моје опкружување е истото мислење со сите, дека млада мајка си е млада мајка, други се и живците, бабите се тука да помогнат и се млади, така да едноставно имаш и време за се, и имаш време и за детето, можеш да си ги... поготово кога се работи за работа каква што е нашата и професија каква што е нашата, затоа што јас сум преку недела релативно слободна. Нормално, ќе ја одим во градинка и тоа исто ми е леснителна околност, затоа што имам некои, ете да кажам, обврски од типот на емисии, снимања, спот или било што, меѓутоа немам работно време од 8 до 4 секој ден. И тоа ми е некако она олеснителна околност дека можам цела недела да си ја поминам со него и да си играм и да шетам и да одиме било каде. За викенди сме само зафатени, затоа што за викенд се настапите, за викенд ни е така малку потешко, затоа што нашите настапи се од 1:30 до Сабајле. До Сабајле, до 5, додека дојдеме дома 6 и треба да станеш Сабајле во понеделник. На Кијан не му е галека. На Кијан во градинка да го несеш, така да Кијан не го интересира тоа. Не го интересира воопшто. Имаше ли моменти од кога прв пат го зема Кијан во раце до овој момент? Си имала ли моменти кога онака си река, не можам веќе? Затоа што, од лично искуство, јас сум имала моменти кога, ако не биле советите од мајка ми да ми каже, ке порасне, не се секи, нема секој да биде маречок, ке порасне, сум имала моменти кога, не можам веќе. Онака ти доаѓа таков имаше моменти, да, морам да признам, на почетокот, првите 3 месеци беам исклучително многу тешки за мене. Тоа беше за мене се ново и некако ми требаше време да се навикнам на тоа, затоа што одеднаш е некако нов живот. Тоа што зборуваат многу луѓе дека не се менува животот, не се менува животот, се менува животот, се менуваат и обврските, мораш да станеш малку поодговорен, затоа што веќе не си сам, имаш уште едно човече до тебе што треба да порасне и да го пораснеш. Дури се соочив искрено со онаа поспорадилна депресија која што ја зборуваат и знам дека многу мајки се соочуваат со тоа, меѓутоа некако кај нас не знам зошто е некоја табу тема да се збори за тоа, не треба да биде, затоа што не се свесни, се надевам дека се свесни колку голема работа е да станеш мајка. Прво го носиш 9 месеци, онака освен што ти е ново и е дефинитивно тешко, хормоните се други, се менува буквално се. На некој начин е
како да кажам, нов живот. Кога ќе станеш мајка, некако се чувствуваш како седае на тебе и како мајка си, меѓутоа јас сум за тоа дека треба да биде тука и таткото, треба да биде тука и баба, и дедо, и сите, и да едноставно јас го имав тој момент на леле ако не цица бебето, дали ќе ме осуди некој дека не цица бебето. Кијан не цицаше, значи исто сум и јас и брат ми растени со она адаптирано млеко и мислам дека тоа не треба да биде проблем и да си ствараат во глава мајкиве дека не знам, ако не цица, дека не си мајка. Да, значи, грижа на совест. Не си помалку мајка или грижа на совест, имаш, не си помалку мајка ако бебето не цица. Јас не се чувствував добро кога Кијан цицаше. Искрено. Јас имав моменти кога тој цица, јас плачам. Едноставно сваќам дека тој момент не е за мене. Настапи во други градови, фестивали во други држави и одеднаш во една соба си затворен, каде и да отидеш, на саат време мораш да се вратиш дома, мора да цица. Значи тоа е, нели, на колку сати, на 3 сати, на 2-3 на 2-3 сати. Кијан беше онака дете кое што стварно беше стрвно, сакаше да јаде и да бидам искрена, немав ни млеко доволно, така што и тој се мачеше и јас се мачев и решив дека тоа ќе го прекинам, да не си стварам и јас сама на себе онака нервоза и да сум на некој начин да ми ствара тоа некоја тензија во себе. Кијан си порасна, си јаде све, фала му на Господ, и е дете кое што стварно сака да си ручка, така да не треба тоа да биде табу тема. За многу е голем е потегот да станеш мајка и одговорност е, дефинитивно. Мислам дека мајка и татко нема споредба и никогаш нема да има. Не може да бидат исти, не. Меѓутоа јас сум секогаш за тоа да детето има добар татко, посветен татко и многу ми е драго што Роберт е токму тоа што го зборам. Да? Да. Се вложува присутен татко, е ангажиран татко. Од сам старт, уште онака првата недела го бањаше сам, му даваше да јаде. Сам го бањаше? Браво, Роберт. Сам го бањаше. Мајките знаат и они да се гледам у болница како го фрлаат, вика како гума, вика го вртат, иш не се плаши. Роберт као имавме тогаш во тој период една женичка која што во болница ептен беше посветена за Кијан и баш му се обрати со тие зборови. Немој, Роберт, не се плаши, значи како гума е, буквално, опа, извини. Ништо. Добро. Како гума е, не се плаши, можеш да го држиш едноставно, ќе се навикнеш со тек на време, така што да, посветен родител дефинитивно и многу ми е драго што Кијан има татко како Роберт. Таков татко, браво. Сега кога го спомнавме Роберт, сакам нешто да те прашам во однос на изборот на партнер. Ајде. Еден од советите кои што е многу важно, еве понатаму и на Кијан ќе треба да му ги даваш тие совети, особено на помладите од тебе и кои ќе растат, еве и Кијан, и ако имаш други деца, ми рече дека сакаш уште 2 да имаш. Уште двечки, да. Не сега. Не сега, ама... Има време. Има. Гледам зашто станав толку рано, мајка. Ти имаш време, Значи, еден од советите кои што ќе треба да ги даваш се токму тие. Внимавај на изборот на партнерот. Многу важна одлука. Нешто кое што не знам ќе ти го одреди животот понатаму, бидејќи лошиот избор резултира со лош живот понатаму. Колку, Роберт, е вистинскиот твој избор за партнер? Вака сега кога ќе го изанализираш од како го гледаш и како татко и како партнер и како, не знам, другар и како соживотен, сопатник животен и така натаму некој со кој што го... Сега за сега ми се испоставило дека е совршен за мене од доста аспекти. Оној прв аспект е нормално дека ме сака и ме почитува. Тоа е најважно. Имаме компромис, исто така многу најважен аспект, поготово во нашата професија. За цела среќа заедно настапуваме, така што нема простор за љубомора или за било што. И едноставно мислам дека е најважно да има разбирање, да има компромис, да е во се со тебе и во добро и во зло, да има поддршка, тоа е најважно.
и да те разбира, кога многу сакам кога ќе кажам нешто некој да ме разбере, да не ме осуди и да што знам, сакам да сме заедно во се. И не само за Кијан, општо, буквално во секоја одлука, моја или негова. Така што за сега искрено ми се испоставила дека е вистинскиот. Јас сум за тоа дека некој во животот ако има партнер кој што не се чувствува задоволен, едноставно да стави крај на тоа и тука нема, мислам, поготово ако се млади. Животот продолжува понатаму, да, стари се едно. Животот продолжува понатаму, важно е да си среќени да си исполнет. Јас сум таква личност да едноставно ако не се чувствувам среќна или задоволна или било што, знам да ставам крај, меѓутоа онака не веднаш, затоа што некако тешка сум на одлуки и многу размислувам, можеби таа вагата упознак ми прави нешто. И сум нон-стоп чекај полека, а водолијата во мене па ми прави ова шивај. Да. И јас сум. Ти. Ние сме си во некој свој свет. Да. Водолите и не ни го разбира секој нашиот свет. И она што Ама тој што ќе го разбере, тој е тој. Да, тој што ќе го разбере, малце сме специфични. Барем така ја мислам од останатите, сега да не се фалиме. И да не збориме за хороскоп, може некој ќе рече што зборат овие. Зошто? Ама знаеш откако беше Леле, пак нема да го спомнам, еден гостин у емисијата, некако ни тргна муабетот со секој следен за хороскоп се зборим. Ама тоа е тема која што многу ги отвара. Тема е, меѓутоа од хороскоп, ама после тоа си се редат. Јас гледам да не лутам многу на кај хороскопот, затоа што да бидам искрени не е христијански. Добро. Меѓутоа јас не ги гледам тие работи затоа што сум некако никогаш не сум се водела по на by the book. Не сум. Да. Не мора суштински да го чисто како така забава. Да. Забавен муабе. Да, ама буквално го имам тој момент со секој да што си хороскоп? Тоа е првиот момент на разговор. Што си хороскоп? Прашање. Бидејќи го спомна христијанството, си верник? Да. Да. Да, многу често знам да одам во Бигорски и би сакала да ги поздравам сите монаси од Бигорски затоа што многу ги сакам и многу ми се драги и многу ми се некако блиски за муабет и за разговор. Да си го поздравам мојот духовен отец Спартени, кој што во многу моменти ми помогнал и бил до мене, да кажам. Во многу одлуки, така што да, сум верник, меѓутоа не сум верник до степен да постам, да внимавам на тие некои постои за празник или било што, затоа што искрено да бидам еднаш онака го истарав до крај постот и ослабев многу и сватив дека не е за мене тоа. Така. Добро, не е за секој. Не е за секој. Меѓутоа знам да отидам на литургија. Секоја недела одам во црква, си палам свекичка за здравје, за среќа, така да мислам дека тоа е најважно. Сега да не се правиме некои големи верници или било што, најважно е да знаеш да отидеш во црква, да си запалиш свекичка, да си се помолиш за најблиските, да си кажеш по некоја молитва и мислам дека тоа е сосема доволно. И она што не прави луѓе не е постот со храна, туку воздржување од лоши работи, лоши мисли, нели да правиме добри дела, да помагаме кому можеме и на секој начин што можеме. Така си. Ајде да се вратиме малку на тие семејни партнерски односи и што е она? 2 години сум во брак, чекај. Не знам уште. Многу си рано, ама добро. Чим си донела таква одлука, веројатно си била сигурна во својот избор. Кога ќе ги препознаеш убавите работи кај партнерот и кога ќе ги видиш убавите работи кај партнерот, веројатно тие ќе преовладаат да си кажеш да, тоа е тој. Меѓутоа, не постои човек кај кој што нема работи кои што не ни се допаѓаат. Сами со себе па некогаш знаеме да бидеме во конфликт, нели? Некогаш сам себе не се поднесуваш, не па другиот со тебе. Многу често. Да бидам искрена, многу често. Да, кои се работите кај партнер, сега не зборам за Роберт, него општо така зборуваме, кај партнер преку кој не би можела да поминеш? Ете тие
модерно кажани сега црвени знаменца кои што за тебе би значеле ова преку ова не поминува? Вреѓање, неразбирање и некомпромис исто, неверство, преку тоа еднаш продав доста веќе. Не би поминала пак? Па не знам дали би поминала пак искрено. Нема потреба да поминам. Ако веќе дошло до таква нешто, имало случаеви каде што сум поминала покрај тоа и тоа било затоа што сакам некого и тоа било поради љубов и можеби повторно би го направил истото, меѓутоа ако стварно би била сигурна дека некој нештото ќе си го свати и едноставно ќе си го свари во глава дека го направил тоа што го направил е погрешно. Сум имала таков момент, меѓутоа некој од другата страна не го сватил тоа и понатаму не го сватил тоа како погрешно. И едноставно се помирив со тоа дека некои луѓе се такви и дека ја тоа не го судам, може да се такви, сите сме различни нормално, меѓутоа не би сакала да ете нешто такво ме наведе да и ја го направам истото. До таков момент не би сакала да дојде. Да. Затоа што многу често нас жените може да не наведе на нешто такво као ај сега ќе ти вратам, нема тука враќање. Ако жена изневерува затоа што нашла нешто на друго место кое што го нема тука, а не затоа што сака да биде фраерка или да биде нешто. Најчесто мажите изневеруваат поради тоа што сака да се фраери, секоја жена можам да ја имам. И ниска страст. Што ако ја имаш секоја жена? Ако дома кога си легнеш у кревет не си среќен. Така. Тоа е смислата на животот, да си среќен и да кога си легнеш си исполнет. Да. Тоа е најважно. Љубовта. Значи, двигателот кој што не држи заедно сите и кој што е многу важна љубовта и иако е клише и многу луѓе знаат да кажат ајде љубов не постои, не смее да не постои љубов мора да постои. Љубов во секој облик. И пријателства и соработници и буквално ljubов во секој облик. Не само со партнер. Така. Антонија, ги бираш луѓето околу себе? Да. Нели? Сега веќе да. Затоа што доста си изгорев. Доста е веќе. Имав периоди кај што онака стварно си изгорев со многу пријателства кои што да требале да останат, ќе останеле и јас сум човек кој што е максимално посветен не само како партнер. Тоа што сум посветена мајка, жена, сум дефинитивно и кога давам љубов. И тука нема резерви. Тука е 100%, 1000%. Меѓутоа сакам и да ми возвратиш исто толку. Исто е со пријателства и со оние кои што ти се блиски, затоа имам многу мал круг на луѓе, имам 3 на 5 на една рака се бројат. Значи дали се 5 луѓе со кои што можам да искомуницирам за се, можам да им се доверам, можам да поразговарам на било која тема и да немам да немам страв, да не се плашам да им кажам нешто затоа што знам дека нема да ме издадат, знам дека ќе бидат со мене исто колку и јас што сум со нив. И такви навистина се многу ретки, а веќе откако и пред да станам мајка, тој круг го затворив. И многу луѓе избришав. И многу ми е драго поради тоа, затоа што некако како ги избришав тие луѓе, така се ми тргна на добро. Да. И се ми тргна во некоја нагорна линија. Јас сум секогаш за тоа да се случува, знам дека се случува со причина и дека се е така како што треба да биде. И тука мислам дека нема
против тоа. Колку и да идеш против тоа, она што треба да се случи ќе се Ќе случи. се случи, така. Да. Само како ти ќе го износиш и колку луѓето околу себе ќе ти бидат поддршка во тоа, затоа е Така многу е. важно да се имаат тие луѓе. А и околу кога еднаш себе. ќе се разочараш, мислам дека поготоа јас, ако еднаш се разочарам и некој ме остави, а имав период кај што многу луѓе ме поставија онака баш во моментите кога најмногу ми треба, а јас тоа никогаш нема да го направам, поготово за некој кој што сум го дала целото мое време на светот што сум го имала. Тоа за мене е показател дека истите тие луѓе треба да се избришат, делите. Така, така. Копчека. Простување, да, простуваш, меѓутоа се заштитуваш себе си од понатамашна болка. Простувам, ама не заборавам. Иначе простувам многу, дефинитивно. И сум доста наивна. И пробувам да периодов да поработам малку на тоа, затоа што многу верувам на луѓе, онака исклучително верувам на луѓе и сум Водолијата е тоа. Да. И сум стварно многу наивна и мислам дека сите ми мислат добро. Меѓутоа добро ти мислат само најблиските. Фамилијата и два тројца другари, другарки, толку. Толку е. Знам И дека доста е. така. И доста и не ти требаат повеќе, навистина не ти требаат. Да, другарство онака да чисто да се забавуваш, да, меѓутоа луѓе на кои што можеш да се потпреш со доволно ти се тие. Иако доста луѓе сакаат да се во наш круг. Да, Нормално. секогаш. И Нормално. се ќе дадат да се во наш круг. Меѓутоа да, можеме да сме на муавет како си што правиш, ете да сврзаме некој муавет, меѓутоа да се дружам не. А и не сум ни човек што излегува и онака и на кафиња и на што знам на забави. Не сум тој тип. Сакам да си седам дома. Да, домашарче си. Да. Домашарче сум баш. Сакам домче да се седам. Може сите да дојдете кај мене, Да. седиме дома, ама некако што знам. Имам моменти имав моменти каде што сакав да излегувам и го правев тоа. Меѓутоа тој период некако дали ми помина или не знам. Не дека сега не сакам, меѓутоа не знам дали сакам во Скопје да излегувам. Тоа е Па Скопје веќе Да. не нуди нешто за излегување баш. немаме така ноќен да, живот и ми е нема. многу криво поради тоа. Да. Јас би отишла во буквално во секоја држава и би сакала да излезам и би сакала да видам како е ноќниот живот таму и дискотеки, и забави и се што, меѓутоа тука мислам дека одамна ни е изгубен осетот за ноќен живот. За жал така е, се сложувам. А мислам дека треба да поработиме на тоа, затоа што во времето кога ја имам постар брат 9 години од мене, во времето кога брат ми излегувал, вика буквално немаше игла кај да се фрли. Да. Баш со овие зборови. Да, во Скопје Сите има, дискотеки беа да. преполни и имаше некако друг жар. Да. Луѓето сакаат да излегуваат и сакаат да се забавуваат. Сега веќе мислам дека во другите градови е многу поживо отколку кај нас. Да. Во Скопје. Да. Па да, ти имаш прилика и кога Јас имам пееш, прилика по настапиве, каде Да. што одам по градовиве да видам дека луѓето сакаат и се желни за забава и сакаат да излегуваат и да се дотераат и име онака мерак има што се излезени. Знаат дека си излегле оваа вечер, сакаат да си поминат убаво и не се во телефон, не куцкаат во телефон. Да. А многу често и многу пати кога сум настапувала во Скопје, сите се на телефон. Да. И јас сум на телефон цело време, ама кога ќе излезеш, знаеш, сакаш да си излуфтираш малку. Да, и не знаат да комуницираат, користејќи толку многу Да, телефон. социјални Да. мрежи, Па не знаат да комуницираат уживо, збунети се. За жал. Да, тоа ни го направија социјалните мрежи, меѓутоа колку има лошо, толку има добро. Има и добро. Така, има и добро колку што може да се тргнеме од лошите навики, да, се бориме. Антонија, ајде, имаш ли некој момент во животот за кој што можеш да кажеш дека ти е најтешкиот момент во животот за кој што ти требало баш онака сила да го поминеш? Болеста на мајка ми, прво, на некои мои 6 години. Тоа баш тешко го затоа што многу бев приврзана со мајка ми. Инаку сум доста чекано дете. Мајка ми имала 5 спонтани абортуси пред мене. И
знаеме да се нашалиме сега, колку те чекавме. Имало сега- што да чекаш. Да. Сега, онака, си ни најголема гордост, да речеме, со тие зборови. И многу ми е драго што успевам секој ден да ги радувам и да ете сега си се срекни, си имаат и внучиња, и брат ми има детенце, така што дури возраста има тука некои 4 месеци са разлика само. Да? Да. Ќе се дружат. Да, ќе се дружат, ќе се видат другарчиња. И тоа е многу важно да имаш некој толку близок, затоа што значи многу. Извини што беше прашањето уште еднаш. За се блокирав. најтешкиот момент. Најтешкиот момент болеста на мајка ми. Потоа татко ми имаше некои проблеми со срцето. Исто така доста тешко го поминав тој период. Имавме некоја таква домашна криза, да речам, низ која поминавме. Ни се поплави станот и некако све се собра во еден момент се случи све. Да, Многу на брзина се случи се и одеднаш се случи све. А јас бев многу мала кога ни се поплави станот и кога се преселиме на друго место, и тоа исто тешко го поминав. Иако беше на некои 3-4 месеци додека се среди нашиот стан, меѓутоа за едно дете од 16 години, 15 години, тоа е травматично искуство. Така да мислам дека дефинитивно најтешко ја поминав и ја надминав болеста на моите родители во тој период. Сега се добри? Сега се добри, Фала да. Богу. Фала Нека на се живи и Господ, здрави. сега се добри и татко ми исто човек што сака да си касне, па има некои таму проблеми, сега го фатив, мораш, викам, да си припазиш. Му најдов жена која што ќе му спреми исхрана, да мора да си пази. Така е. Мора сега сме ние да они се како деца, а децата се грижат за Обратно, да. сега е обратно. Стануваат како деца, Да. Добро е тоа. Они сега не изградиле некакви личности. Добро па е сега што ме слушаат. Да. Мора да ме слушаат, да. Да, браво. Татко ми е слаб на мене дека керка. И татковците. Што и да кажаме закон. Мора да ме слуша. Да, слабо се. Затоа Роберт да си изчекате едно девојче кое што него ќе му биде. Дај Боже, јас многу сакам девојче. Он би 3 машки да има. Ама не се судувам на тој чекор никако. Дома да имам 3 мажи, не. Да. Не, мора да си имам јас поддршка. Да, баланс некој, да. Женска поддршка мора да имам. Да смените облека, парфеми, шминки. Облека, фустанчиња, Да. кикички, плетенки, да. А пред да го Розовата боја мора да преобладува. Нели? А пред да го добиеш Кијан имаше желба? Сакам девојче. Сакаше девојче? Да. И кога ти кажа се разочара малку? Не. Мислам што и да е живо и здраво. Да, нормално. Бев многу срекна што ќе имам синче и сега е мамина маза. Дефинитивно. Иако сега овој период е ептен по татко му, затоа што прават многу лудори. И сега е во оној период каде што се слуша, се гледа, се сака да повтори, онака баш како папагал. Да. И се што ќе направи татко му, мора и он да го направи. Баш бевме излезани вчера или завчера, се шетаме надвор и татко му го вози во едно тротинетче, кое што сега се го купивме и му е многу интересно. И е зелено флуоресцентно. Баш е смешно. Како сакотома. Да. И се вози со татко, ма јас позади сум сверти, мама, нема тука си? Добро, тука си, се со татко. Да, ако си тука, да. Да те провери. И ме бара, највише ме бара само кога е болен, кога му е нешто да се пожали, тоа е тонот. Мама. Срце Сите кога сме болни си бараме, мама. Да, сите, особено машките, а нели они се кога се болни, Да. готово. Крај на драма. светот. Да, драма queen. Да, кога се болни се драма queen можете. Такви се. Затоа сме ние поборбени во некој ситуација, евај да не бидеме да не звучиме феминистички во таа лоша насока, а меѓутоа во некои моменти ние сме посилниот пол. Па мислам дека да требаше мажите да раѓаат, дека ќе беше крај на свет. Немаше да има веќе. Не. И па кој ми каже, па ја го направив. Но добро, некој го носеше 9 месеци и потече цел и прсти и
све. Така да тоа е, да си мајка е дефинитивно тешко и е голем чекор. Е тешко. Антонија, има ли некои работи кои што те плашат? Кои што ме Нешто плашат? Да. Стравови, имаш некакви стравови? Загуба на родител, смрт, се плашам од темница, многу. Да? И од висина, да. И ако сум сама дома, обавезно по 6 пати заклучувам и мора да ми се сите светла запалени, за да можам да спијам, иначе не. Со светло шанс. спиеш? Да. А не му смета на Роберт? Со светло спијам, ако е запалено, пример, не знам, да не е во соба запалено, Да, нормално да. нема да заспиам, а и Роберт исто. Со Да? светло запалено, А, да. сте се погодили да. за тоа, добро. И исто така ми е страф од тесно. Клаустрофобичност. клаустрофобичност? Многу, да. Да. Тоа да. Ако земеш Да. ме замоташ со кебе вака и да не можам да мрдам, готово, полудувам. Полудувам може да ги убиам сите. Така да од тоа стравувам. Да, се тоа неколку- да, неколку работи. фобии и стравови, да. Да. А на известност на пример те плаши, кога не знаеш што те очекува? Не. Не? Не, тоа не. По тоа прашање сум доста храбра. Не само во приватниот живот, и у музиката, и сакам да експериментирам и да едноставно, па и сум човек што никогаш не очекува ништо за да не се разочара. И кога ќе ми каже некој, па нели очекуваше песнава дека ќе биде хит, не очекував дека ќе биде хит. Никогаш од ниедна песна ништо не очекувам. Како публика што знае да оцени, никој не знае да оцени. Џабе мене ми е најубава песна и ми е за срце и е песна која што и пак би ја снимила ако на публика не и се допадне, мислам дека е џабе се. Каква сака нека е песната и колку сакаш сака ја. Да, Едноставно нема да не мислам дека најголем показател е публика. Да. За песна дали е хит, не се ни прегледи, не е важно дали има 10.000, 100.000 прегледи или милион, 3, 5. Може да има 20 милиони, меѓутоа никој да не ја знае песната. Така. И никој да не ја пее. На крајот од денот ние за тоа живееме на настапи да не ги пеат песните и на концерт здравје Боже еден ден. Така. Мислам дека жена, песната Жена, мислам дека те донесе во едно ново светло. Мислам дека, нели? Исто мислам. Исто мислените. Да. Мислам дека онака баш сите кои што до тогаш те слушале и знаеле, вклучително и јас, рековме, окей, ова е нова Антонија. Да, па од многу аспекти. Прв некој мој хит, да кажам, беше Могли сме удвоje, Подоц на магла, каде што оној нов звук можам да кажам дека го донесов јас и некако станав препознатлива по тој некој звук. И многу ми е драго поради тоа, затоа што некако гледам секогаш, и јас и Лази и Даре кога работиме, гледам секогаш да сум своја и онака на прв момент знам дали песната е за мене или не, и дали ми лежи или не. Може да е комерцијална колку сака, ако јас не почувствувам дека сакам да ја пеам и да е моја на крајот од денот, тука паѓа се во вода. Жена беше песна за која што бев скептична, доста, да. И се изненадив многу од исходот, тоа дека Жена е ненормален хит. И Жена е песна која што ќе остане за цел живот. Химна. Химна не само на жени, туку и на мажи. Јас сум изненадена како мажите ја прифаќаат Жена и многу мажи ми ја зборат песната и Жена, многу јака. Изненадена бев искрено многу од исходот. Не очекував дека ќе направи токав бум. Некако песната има некоја посебна емоција, некоја посебна тежина, посебна порака и мислам дека тоа е најважно за еден артист да пренесе порака и да пренесе емоција. Многу ми е драго што се пронајдоа многу жени во приказната. Право машко знае како се сака жена и некако сите жени се најдоа во приказната. Приказната е една единствена и пораката е дека треба да се сакаат жените, да се ценат, да се почитуваат,
да ја гушнеш кога е тешко, да бидеш до незе, да ја ислушаш. Ние жените сакаме да бидеме слушнати. Така. Сакаме кога ќе кажеме нешто, некој да не слушне. И не само да не осудува или да на некој начин да ни попува, меѓутоа сакаме баш сакаме да сме слушнати. И со жена некако се поврзаа сите, дали си имале некој период од нивниот живот каде што имале некој кој што на некој начин мислеле дека ќе биде до нив и ќе биде оној кој што ќе ги држи, ќе им биде сила на некој начин. Ние жените сме силни, меѓутоа ни треба машката сила. Не знам како да објаснам. Ни треба таа поддршка. Така да мило ми е што некако жена стана баш химна. Да. И на настапи се пее ненормално. Да. Тоа се приметува, но баш што кажа, публиката сама бира. Така да може би и целокупниот изглед, она што кажаме на почеток, да има и слика и тон. Песната ми асоцираше на жена со кратка коса. И тоа и го направивме. Жена со тетоважи во црвено, црвената е боја на љубовта. Мислам дека во спотот покажавме се што требаше да покажеме, а тоа е дека ако не посветуваш доволно внимание и љубов, дека ќе стане како кукла и дека нема да има веќе ни чувства, ни емоции, ни ништо за тебе. Едноставно ќе биде се избледано и буквално ќе стане една восточна фигура, така да тоа мислам дека ни еден маж, а и обратно, ние на жена не сме да се го дозволи во еден однос. Така е. Која жена во животот? Веројатно ќе кажеш мајка ти, не знам. Мајка ти е жената, која што ти била најголема инспирација? Да, дефинитивно. Мајка ми е и најголема поддршка и она која што била со мене во буквално во секој период од животот. На мајка ми сум можела да ја кажам се и мајка ми е она која што секогаш на сите им кажувала дека Антонија знае што прави и Антонија секоја одлука која што ќе ја донесе се испоставува дека е исправна, а и да не е исправна, на крајот од денот е она која што она го почувствувала дека треба да го донесе како одлука во тој момент и тоа некако од секогаш ми давало онака пуш и никогаш не доаѓало до момент да она ме осуди за нешто. Секогаш било тоа совет некој за тоа како можеби би требало да постапам, меѓутоа никогаш не ми се мешала во ниедна моја одлука. Баш мајка. Баш мама, да. Браво. Уште сте блиски? Да. Супер. Сега, дури на почетокот, таа беше построга малку, додека нормално растев. Татко ми, пак ја кажаме, доста слаб на мене и можеби на почетокот повеќе разговори водев со татко ми за во тој период дечковци или симпати или било што. На тато можев повеќе да му кажам отколку на мама, не знам зошто не бев толку слободна, меѓутоа мислам дека сега е веќе таа релација мајка и ќерка во потполност исполнета. Да. И изреализирана. Да. Одлично. Ајде вака пред крај, јас гледам, отприлика сме 1 час. Така е, колеги, веројатно е така. Ајде за крај, не знам, си реализирана како родител, знаеш каква е таа улога. Кратко, меѓутоа, тек ќе имаш пат да одиш, тек ќе имаш изненадување. Додека е мало, мали проблеми, кога големи проблеми. Да, меѓутоа, не знам, не би ги рекла проблеми, повеќе предизвици, повеќе да, се слагам. Да, нели? Затоа што проблеми да немате. Не ви посакувам да имате проблеми, се тоа предизвици, учел, не учел, вакво друштво, онакво друштво, ќе го надминете ако си присутна како мајка. А ќе бидеш, веројатно. Морам да сум. Да. Морам да сум. Да. Кој совет, вака, од сега со ово искуство, уште ти е рано, меѓутоа, што би го советувала Кијан во животот? Што да прави, а што да избегнува? Да биде чесен, да биде искрен, да зрачи со љубов и со позитива, да не осудува и
да биде посветен во она што ќе го работи, не знаеме што ќе работи, сега за сега пријава желба да си свирка, да си нешто си преме, тоа не сум од тие мајки што тако јас пеам дека он треба да пее. Не. Само да биде најдобар во тоа што ќе го работи, тоа му го посакувам. И најважно од се е да биде добар човек и лојален. Супер, убави пораки. Ќе му ги кажам. Да му ги кажеш. И да му повторуваш често и често, и ако некојаш ќе му бидеш досадна, повторувај му ги, ќе му значат многу и ќе му останат за цел живот. Ти благодарам што одвои време да бидеш гостинка во мојот подкаст и во Слободен печат. Се надвам дека ќе се изреализираш уште во многу улоги кои што ќе се ги посакаш и ќе тераш вака како што тераш успешно. Дај Боже, фала ти многу, фала ви на поканата и ве чекам на промоција на мојот нов албум кога ќе го завршам. Да, добро, тука таму ќе бидеме, едва чекаме. Ајде, поздрав, се гледаме во наредна прилика, а вас како и секогаш ќе ве поканам секој петок точно во 20 на YouTube каналот на Слободен печат да го следите со Ана на ти.